Ковачевски, тие се бројки кои што вие сакате да бидат такви, а не се реални. Ајде да зборуваме, да продолжиме за бројки. Дали во извештајот од Светската банка пишува дека Македонија ќе има најголем дефицит од сите земји во регионот? Пишува. Дали пишува дека Македонија ќе има најголема инфлација од сите земји во регионот? И тоа пишува. Дали пишува дека Македонија ќе има најголем јавен долг? И тоа пишува. И знаете што пишува? Дека ќе имаме најнизок раст од сите земји во регионот. Тоа го пишува во извештајот на Светската банка. Отворете го извештајот во првата страна, во резимето прочитајте што пишува и ќе биде јасно за тоа каков е извештајот на Светската банка со кој што вие сте биле добари и сте имале состаноци, па нели е срамота мајка му да кажувате тука како успех дека сте договориле аранжман за ново задолжување за државата. Па нели е срамота тоа да го кажувате дека и тоа ли стана економски успех во државата? Сега ни кажува тука ќе имаме нов аранжман за да се задолжиме. До крајот на годината уште половина милиарда ќе ја задолжите оваа држава. Ајде да зборуваме за бројки. Еве да ги прифатам тие цифри дека се точни. Колкава беше инфлацијата во 2016 година, колкава е сега? Колку е поскапена храната, ви прочитав сега пред малку само за 3 години. Колку беше тогаш цената на горивото, колку беше тогаш цената на електричната енергија и колкава беше нето вредноста на платите. Многу е голема разликата, Ковачевски. А тоа не е заради унесени ефекти од странство, како што вие кажувате. Тоа е заради ситуацијата тука во државата. За каков економски успех зборувате кога секој ден на ТВ Дневник луѓе ви плачат затоа што немаат леп да купат? Каква е таа економска успешна политика кога пензионерите пред владата секој ден ви протестираат? Ви протестираат во градовите во сите градови во државата. Во Неготино ви го блокираа пристапот на градот. Во Прилеп со неколку месеци траат блокадите на градот. За какви економски успеси зборуваме тука? Зборуваме за тоа што нема учебници се уште, па го гледаме министерот денеска дава некои изјави кои што се смешни. Зборуваме за тоа дека не се расчистуваат случаите кога бандите во сред бел ден се пукаат во градот Скопје. Зборуваме за тоа што во здравствениот систем сме генерирали корумпиран монструм кој што убива луѓе. Тоа ли е успех кој што треба да го зборуваме? Каква е таа поддршка на граѓаните? Еве јас ќе ви дадам на вас една јавна понуда за која што би ве замолил да ми одговорите. Дали сакате, еве сега адхок, да изберете дали сакате на зелен пазар и во било кој маркет, да отидеме јас и вие, повикајте ги оние кои што не чинат 30.000 евра месечно за да ве промовираат на социјалните мрежи, да се запалиме лајв на Facebook нека оди, па да ги прашаме граѓаните дали ова вие што го зборувате е вистина или не. Ве молам, Ковачевски, бидете малку пореален. Ве молам, бидете малку пореален. Видете што се случува во оваа држава. Не тоа што ви го сервираат луѓе кои што седат тука, за кои што ви се гребат за некој мандат или за некоја лична услуга која што треба да ја добијат. Граѓаните не живеат добро, граѓаните не живеат квалитетно, а за тоа ќе го дознаете многу набрзо од сега, остана уште неколку месеци.